се разбира дека сум радосна. Мојата радост обично трае 5 минути, после тоа размислувам што значи тоа за целата екипа, што значи тоа за иднината на представата, која што била наградена и слично. Да добиете награда за режија, тоа не е награда за вас само, туку за целиот тим, особено кога се работи за вакви сложени представи во секоја смисла на зборот. Ова награда за мене навистина значи многу, во смисла на тоа дека сепак фестивалот Чернодрински е најзначајниот фестивал во нашата држава. Представата беше многу добро уште од струмичката публика оценета. Ова е некоја 6-7 изведба, мислам така, на представата, но им се допаѓаше постојано на сите. Има нешто во тој текст што е ефемерно, недофатливо, нематеријално, но присутно и го чувствуваме. Тоа е текстот на големиот текст Црна дупка на Горан Стефановски. И тоа е само еден доказ дека можеби фестивалот полека и треба да се врати на домашната драматургија, како што и македонскиот театар треба. Знам дека тоа преку ноќ не може да се случи, но полека да почне да се враќа кон домашниот автор. Се разбира, сакав да зборувам за местото на интелектуалецот во нашето општество денес, за тоа колку е тој фрлен на маргините, колку е поставен на пиедесталот само формално, но суштински тоа место му припаѓа на некој друг. Тоа е представа за излишните луѓе и за излишните муабети, како тие излишни луѓе ги стиснуваат се повеќе и повеќе од општеството, луѓето за кои што е најважно можеби духовното. Тоа е и представа за љубовта исто така, ја зборував на некоја од на тркалезната маса за тоа дека Иванов е многу често погрешно разбрана драма во некои своји точки, особено во делот на што му се случува точно на Иванов и зошто е таков развојот на конфликтот каков што е. Омилената реплика од овој текст е оној момент кога таа детската љубов на Силјан го тој за последен пат пробува нешто да избега со неа некаде и нуди бегство од реалноста, но таа не прифаќа, нели, но тој за да ја убеди и бара од неа да погледне кон небото и таа вика звезди. Силјан вика нема звезди, тоа се мали отвори во црното небо низ кои одвај пробива некоја страшна светлина од другата страна. Како е на другата страна? Го гледам моето семе низ кое пробива некоја страшна сила од другата страна и сакам да сум таму. Замисли да си постојано таму. И тоа е еден крик на Горан Стефановски кој што сака на вистина да не одведе таму во љубовта, каде што единствено можеме да напредуваме, да просперираме, да го живееме животот. Ете, таму стои некаде еден снег кој што треба да го работиме во септември. Тоа е една прекрасна новела на еден француски автор, Максанс Фермин. Се вика Снег. Дејството се случува во Јапонија. Значи е еден сосема поинаков свет. Сега ќе учиме малце за самураи, за бушидо, за хајку. Ќе биде нешто сосема различно. Ние издадовме една книга со МНТ, каде што за прв пат во Македонија излезе издание на превод на Иванов, комедијата на Чехов, која што е првата практично верзија, помладата верзија на Иванов од 1887 година. По 2 години е објавена Иванов драмата, под притисок на јавноста, на критиката, на публиката, на неуспехот, да речеме, на првиот Иванов. Од денешна гледна точка големо прашање е која верзија е подобра. Јас се обидов да направам комбинација, да направам адаптација врзана со двете верзии.